Почна со работа првиот тренинг центар за оранжериско производство во Македонија и регионот. Македонско-холандската компанија Balkan Greenhouse во близина на Ерџелија, Свети Николе, изгради хорти центар во кој ќе се оспособуваат македонски и студенти од Балканот. Токму првите студенти од Србија и Република Српска ја пресекоа црвената лента. До сега овој хорти центар беше наш, од сега сакам да биде на студентите, сакам да биде на учениците, професорите, фирмите кои што ќе се среќаваат тука. Вратите се отворени, сите се добре дојдени, заради немањето на јазична бариера, имаме гости, имаме студенти, имаме практиканти од земјите од регионот. Зголемување на површините и модернизација на производството е една од стратешките цели во земјоделството, зашто свој придонес ќе даде и ова инвестиција, порача министерот Михаил Цветков, најувајќи центри по примерот на овој и на други локации. Предност е тука кај нас што можеме целото Овчеполие да го претвориме во една оаза, каде што ќе имаме едно интензивно производство градинарство, кое што, како што знаете и самите, е препознатливо како на домашниот пазар, односно на бивши југословенските републики, што највеќе го продаваме нашето градинарско производство, така да сега еве ги освајаме и подалечните пазари. Свети Николе, кој што кажа министерот, има одлични услови за оранжериско производство. Го имаме гасоводот кој што минува овде, го имаме автопатот, го имаме брзиот пат, комуникациски сме одлично поврзани, имаме добро сонце, добра вода, сите оние заинтересирани нека повелат, ние стоиме на располагање. Тренинг центарот е поддржан и од Кралството Холандија. Амбасадорот Јоп Шеферс гледа голем потенцијал за инвестиции во секторот. I believe that Macedonia has a lot of potential in the field of agriculture, and you know the Dutch are very famous. We are the second world's exporter after the United States, so there is a lot of potential for cooperation, and I hope that this project will inspire other companies to come to Macedonia. Компанијата долгогодишен лидер во изградба и опремување на стакленици во тренинг центарот вложи 1,5 милиони евра и отвори 20 работни места.